На денешен ден во 1827 година во поморската битка кај Наварина во текот на грчката војна за ослободување, руските, британските и француските бродови ги уништиле турската и египетската флота. На овој датум во 1875 година во Серско, Егејска Македонија, е роден Димо Хаџидимов, борбен и сестран идеолог и теоретичар на автентичното македонско национално ослободително движење, близок соработник на Гоце Делчев, на Јане Сандански и на други истакнати македонски револуционери. На денешен ден во 1887 година српскиот научник Никола Тесла ги пријавил своите први пронајдоци. Тоа бил почетокот на револуцијата во електротехниката. Заштитата на своите патенти ја добил во следната 1888 година. На денешен ден во 1915 година во селото Игуменец, Пиринска Македонија, е роден Антон Попов, македонски револуционер, публицист, писател, познат комунистички активист и учесник во илегалниот отпор против фашистичкиот режим во Бугарија. На овој датум во 1924 година пуштена била во сообраќај железничката линија меѓу Велес и Штип. На овој датум во 1943 година во селото Дмбени, Костурско, бил одржан основачкиот состанок за формирање на организацијата Славјано-македонски национал-ослободителен фронт во Костурско. На денешен ден во 1971 година Вили Бранд, канцеларот на Западна Германија, ја добил Нобеловата награда за мир. На денешен ден во 1994 година амбасадорот на Република Македонија во Руската Федерација Гане Тодоровски на свечената церемонија во Кремљ му ги предал акредитивите на претседателот Елцин. Не се разочаравме што ве признавме под името Македонија, изјавил Елцин. На овој датум во 1995 година белгискиот политичар Вили Клас поднел оставка на функцијата генерален секретар на НАТО поради вмешаност во корупцијски афери. На овој датум во 2003 година почина Ѓоко Георгиев, водител на првите контактни емисии на македонското радио Три гонга и средби низ музика. Тој ќе остане запаметен како автор на стотици текстови за поп музика и соработник новинар во повеќе новинарски редакции. Во Белград починал српскиот актер и комичар Миодраг Петровиќ Чкаља. Тој е познат по своите улоги во театарски представи, повеќе од 25 филмови и 32 хумористични телевизиски серии, меѓу кои најпознати се Камионџи, Жежок ветар и Подобар живот. На овој датум во 2004 година во Прилеп почнал Благоја Ристевски Платнар, македонски писател и новинар. Познати се неговите драмски текстови Карцинома Мамае, Спиро Црне, Арсени, Летни Силјане, Лепа Ангелина и Венко. Роден бил во Прилеп на 5 март 1949 година. На овој датум во 2013 година во Белград почина вдовицата на поранешниот претседател на СФРЈ, Јосип Броз Тито, Јованка Броз. Таа во 1952 година се омажила за Јосип Броз Тито, со кого живеела до неговата смрт во 1980 година. На денешен ден во 2015 година во 87 година од животот починал професор Драган Хаџиевски, еден од основачите на Сеизмолошката обсерваторија во Скопје. Бил редовен професор на Природно-математичкиот факултет, а речиси целиот работен век го поминал во Сеизмолошката обсерваторија при ПМФ.